Професор доктор Сашо Кочанковски, председател на АМОС, е мој гостин ова утро. Добро утро, добре дојдовте и ви благодарам што сте дел од Деница на Мега. Добро утро и добре ве најдов. Кажете ми, претходно го погледнавме разговорот со Катерина Конеска од првата детска амбасада Мегеше, кои што се долгогодишни реализатори на еден проект кога станува збор за почитување на различностите, инклузивно општество и учење на малите деца на мир, на соживот и љубов пред се. Вие бевте партнери, во еден дел од разговорот се споменува дека после 4 години спроведување на овој проект и Битола станува дел од него. Кажете ми збор два околу работилницата, околу целите и околу плановите на овој проект. Да, во право сте. Значи, после толку голем период, голем е сепак повеќе од 3 години, 4-та година веќе, Битола не беше вклучена и мојата интенција беше настојувањето и Битола да се вклучи во таа програма регионална, во регионална мрежа, која се реализира, нели како што спомна Катерина од Мегеши, во повеќе држави во овој регионот. Битола секако дека е мој град и заради тоа беше настојувањето и барањето од нашата страна како партнерски организации да биде вклучена и во некои од активностите, барем запознавање на програмата и некои практични активности кои успеавме да ги направиме во текот на оваа работилница. Значи беа вклучени воспитувачи, менаџери од предучилишните установи, државните, од приватните, од посебните образовни процеси, стручњаци и така натаму, исто така и студенти. Работата која е многу важна и корисна, значи потикнати од долгогодишната работа од водечката организација во ова поле за раниот детски развој од Северна Ирска, од Белфаст, значи рани години, која веќе повеќе од 50 години работи на проблематика за раниот детски развој. Целта беше да се споделат некои искуства и сознанија и да, речиме, се поттикнат оние кои работаат со децата, кои работаат во полето на образованието со раниот детски развој, да искористат некои искуства, знаења, нели, за да можат да ги применат. Тука имаме двостран ефект. Значи, преку овој проект имаме првично влијание на малите деца, предшколска возраст, каде што нели како сунгери најчесто примаат добри или лоши навики, зависно што им се пласира за да биде восприемано. Меѓутоа тука ги анимиравте и оние работници кои што нели се директно вклучени во раниот детски развој. Кажете ми, од аспект на психолог, сметате ли дека да, во денешново општество кога децата имаат многу повеќе обврски, условно речено, за разлика од нивните врсници во претходните години, да се стигнат со една ваква навика, да ги почитуваат различностите, да градат мир, да не прават социјална или друга разлика меѓу своите другарчиња? Да, значи, вистина е тоа дека е важна тема. Знаеме и како психолози, и како родители, и како научници, дека, нели, има и една програма, првите 5 се најважни. Така. Нели, во образованието и воспитувањето на децата. Значи, во целокупниот развој, не само когнитивниот развој, не само емоционалниот, не само социјалниот развој, туку и градење на вредности, на ставови за другите. Многу е важно, и тоа е големата важност на оваа програма, да почнат децата да, сигурно со методи, со игри, најчесто тоа се прави, да ги почитуваат различностите, да ги прифаќаат различностите, да се учат како да ненасилно комуницираат. Значи, да бидат едни учесници од најмала возраст во градењето на мирот, нели, во таа насока.
против злоставувањето, против говорот на омраза, против насилството и така натаму. Значи, тие се важни работи кои можат да се учат. Истражувањата, само ќе ви кажам дека од таа организација рани години од Белфаст кажуваат дека децата кои биле вклучени во овие програми понатаму не само што ги почитувале и биле поборници на градење на мирот, на недискриминацијата, на почитувањето, на вклучувањето и така натаму, туку имале и други бенефити, например, против сиромаштијата, против насилството, нели, вклучување во демократијата, почитување на демократските вредности. Од овие ваши изнесени работи мене ми произлегува две прашања. Првото прашање се однесува кога ги имаме мерките или методите на работа со децата за да им се вгради во нив, во сршта, фактички кај нив дека тие треба да ги почитуваат различностите. Што со најсудир кога семејството дома нема таков принцип на функционирање, а на училиште го учат на нешто сосема друго. Што се случува во детскиот организам и памет во тој момент? Значи, учењето и инфлуенцијата е исто равноправен процес и од страна на родителите кон децата, но и од децата кон родителите. Родителите треба да учат работи. Ма треба, условно. Треба и учат, мислам дека учат. Во тој контекст, значи, оние предрасуди, стереотипи кои се иницијатори за настанување на овие дискриминации, непочитување, ксенофобија и така натаму, правењето разлика, се формираат под влијание на, нели, средината, семејството како најважен. Меѓутоа, исто така предучилишното образование исто така важен сегмент. Не ретко велат и родителите и децата, не, воспитувачката или учителката ми кажа вака и ова е така, јас го прифаќам, затоа што тоа е, нели, ми го кажа еден авторитет кој го почитувам, кој на пријатен начин, преку игра, преку да не речам забавни активности, меѓутоа корисни активности, почнуваат да ги вградуваат и да ги користат овие начини кои се во една програма која треба да ги користат. И заради тоа велам, значи, понатаму и покрај тоа родителите, доколку имаат такви предрасуди, имаат често и стереотипи за одредени области на живењето, подредени групи, значи влијанието и на малите деца веќе е сега. И тие ќе барат така и да се однесуваат родителите, значи ќе се побунуваат доколку нивните гледања се поинакви од на родителите. Може ли во овој случај да се потпреме на она што е научено до 5 годишна возраст, независно дали се манифестира во подоцнежните развојни фази, меѓутоа кога тогаш во животот излегува на виделина како нешто наше? Значи, затоа науката и искуството кажува дека раниот детски развој е многу важен, нели? Па и Фројд зборува дека детето е татко на човекот, нели? Значи, оние работи кои сме ги научиле се многу битни во понатамошниот. Значи, ние сме направиле, сме почнали да градиме една структура, не само, да речем, во когнитивните способности, емоционалните, туку и во градењето на ставовите и вредностите. И заради тоа се тие многу важни и понатаму можат само да се надоградуваат. Сигурно тоа тие треба да се, како да речем, разберат и да се повнатрешнат, да се направат своји, значи не наметнати или научени на памет работи, туку да можат и да се практикуваат и да се однесуваат и да чувствуваат онака како што е треба, значи. Значи, ова го велам од аспект на тоа што мојот син има 8 години, кога беше прилично во рани години, оние до 5-тата година, често ги употребуваше зборовите благодарам, молам, се обраќаше со вие. Штом почна на училиште во градинка, дружејќи се со врсници од секаков тип, тие зборови се исклучија од употребата
За разлика сега во поголемо оделение, значи второ, трето, а повторно се враќа на онај домашен сегмент, кога да се употребуваат зборовите добар ден, благодарам и слично. Затоа реков дали може да се подпреме. Сега, професоре, ќе се навратам на второто прашање, доколку родителите и децата го прифатат тој метод од страна на воспитувачите кои што нели се во случајов како директни влијатели на променување на ставот и гледиштата на децата во раната возраст. Како тогаш овие деца, овие родители да се справат со општеството во кое што живееме, каде што предрасудите, стереотипите заради менталитетот се многу присутни. Ако не ги почитуваме различностите, кога станува збор, еве конкретно ќе поставам момент на верската припадност. Кај нас не е дозволено мешање. А кога детето е задоено со сегментот дека не треба да прави разлики помеѓу другарче од друга националност, што во поголемите години? Како тука да се справиме со општеството? Затоа е важно почетокот на образованието. Нели, сега се префалам на една друга тема. Нели, една од интенциите на Европа или на повеќе држави европски е да биде задолжително вклучување на децата во предучилишното образование. Кај нас знаеме дека капацитетите не се доволни, значи треба да се направат капацитети првен за предучилишни образование, изгрижување и воспитување, за да можат да се исполни таа цел или тоа барање од една страна, и тоа треба да се настојува така, значи сите оние клучни кои донесуваат одлуки, кои сакаат децата, населението да има еден развој, да почне со учењето и со воспитувањето уште од најрана возраст со програми, нели, како што има и во Македонија од 2014 година, Министерството за труд и социјална работа има програма за вклученост на децата во предучилишните установи, и тоа е голема програма, повеќе од 100 страни, со активности, со цели и така натаму и така натаму. За да тоа стане реалност, значи треба да се зголемат капацитетите, да се вклучат сите деца на предучилишна возраст во тој образовен систем, и за да може да се настојува, да се надоградува работата. Значи, да одговорам на прашањето. Она што ќе почнат да го учат и да го усвојуваат, или што ќе го усвојат, треба да продолжи и во основното образование. Да нема прекин. Овде учевме едно, сега тоа не важи во основното, ќе важи нешто друго. Не, тоа треба да е еден континуитет, значи поврзаност, значи да се надоградува уште повеќе и повеќе. За жал, заради оптеретеноста на програмите во основното образование, многу малку се посветува време на образованието за човекови права, например, или образованието за демократско граѓанство. Значи не е доволно еден предмет во трето, четврто одделение или уште еден во поголемите одделенија. Значи тоа треба да биде континуирана работа. Образованието за човекови права и демократско граѓанство е настојување кое Советот на Европа во многу препораки од 2010-2012 година, и земјите членки и државите се обврзале тоа да го направат, значи да тоа биде континуиран постојан процес и се повеќе и повеќе да се надоградува. Од друга страна пак, она што ме прашавте за вашиот син, кога зборуваме за развојот на децата, тој значи се случува скоковито. Така, со осцилации, еднаш вака, еднаш така. По теориите кои, да речеме, еве ги јас ги почитувам, например, Пиажевата теорија или, не знам, Фройдовата и така натаму. Значи, тие промени се случуваат, значи, квалитетно поразлични, повисоки и така натаму. Заради тоа може да настане, например, некој така наречен период на застој, латенција, па после наеднаш да се премине во некој друг период, не да се врати, туку да оди понатаму. И тоа е битно и тоа треба да се има во предвид. Од друга страна пак, влијанието на средината
средината, да речем, училишната, домашната, општествената средина и така натаму, треба да биде исто така во согласност со оние работи со кои се учат. Значи не е да се кажува едно во образованието, во училиштето, а гледа како се однесуваат другите. Например, тоа и ги избунува некојаш децата. Затоа што најчесто е полесниот начин да се користи и така натаму, кај што не треба да се вложува некоја енергија, емоција и така, за да може да се постигнат тие работи. Меѓутоа, стандардите секојаш треба да се почитуваат, како однесувањето, например, со молам, благодарам, довидување и така натаму, за било кои работи, во било кој контекст. Нели? Ја имавме работилницата викендов, каде што споменавме дека нели беа учесници воспитувачи кои што се нели во предшколските образовни центри, приватните, државните, кога може да се очекува првичната примена на овие методи? Дали е индивидуален овој момент? Без исклучок сите се согласија дека е тоа нешто што е потребно и корисно. И од друга страна интересно. Нели, учењето најповеќе кај децата од предшколска возраст се прави преку учење или преку имитација или преку идентификација со онај со кој работи или го почитува. И заради тој начин значи првата детска амбасада Мегеши веќе прави во подготовка на тој прирачникот за ова намена, нели, за надминување на стереотипите, за вклучување на сите, за недискриминирањето, за прифаќањето, за градењето на мирот, за надминување на стереотипите и предрасудите и така натаму. Ова програма, како што кажа и Катерина, се изведува во повеќе градинки во Република Македонија, во повеќе градови. За жал Битола не беше вклучена до сега. Значи може тоа да ја поттикне активноста и ние сакавме и да се вмрежи оваа група и да пристапи кон таа групата Пресид Македонија, која ја води Мегеши, за да можат да се добиваат и да се не само информации, туку и да се споделуваат искуства кои ќе бидат од корис. Значи волјата и желбата постои. Треба да се направат уште некои работи во врска со добивањето на лиценци, затоа што тој прирачникот кој го има направено рани години од Северна Ирска е авторизиран, нели? Таму се користат кукли и методи за работа на теми кои се многу интересни. Меѓутоа, во секој случај, додека тоа не се направи, на располагање го имаат наставниците и воспитувачите еден прирачник друг, многу голем, интересен, обемен и соопфатен. Значи, кој ги става акцент на повеќе овие работи во оваа тема, а тоа е Компасито, значи прирачникот за образование за човекови права за деца. Таму има многу активности, многу игри, каде што кои можат да се искористат. И ние во нашата работа искористивме, им покажавме практично како се користат и тие беа добро прифатени и сакаја понатаму да го имплементираат. Професоре, ќе продолжиме на оваа тема, предлагам сега една куса пауза.